Во ова видео ќе се запознаеме со паровите од едноцифрени броеви, кои кога ќе ги собереме формираат полна десетка. Собирањето до полна десетка ќе ни помогне подоцна, полесно и побрзо да собираме броеви чиј збир е поголем од 10. Нашата училница. А сега да ги подредиме едноцифрените броеви и да се подсетиме на нивната вредност. 1 со вредност од 1 единица. Единиците ќе ги представиме преку овие четириаголници што се дадени под секој број. 2 со вредност од 2 единици. 3 со вредност од 3 единици. 4 со вредност од 4 единици. 5 со вредност од 5 единици. 6 со вредност од 6 единици. 7 со вредност од 7 единици. 8 со вредност од 8 единици и 9 со вредност од 9 единици. Со формирање на цела десетка започнуваме така што правиме парови почнувајќи од крајот на низата. 1 и 9. 1 и 9 прават 10. 2 и 8. 2 и 8 прават 10. 3 и 7. 3 и 7 прават 10. 4 и 6. 4 и 6 прават 10. И 5 и 5. 5 и 5 прават 10. Да ги представиме паровите на бројната оска. 1 и 9 прават 10. 2 и 8 прават 10. 3 и 7 прават 10. 4 и 6 прават 10. И 5 и 5 е исто така 10. И уште еден пример за паровите кои формираат полна десетка, а тоа се 10 прсти на рацете кои се најстарите манипулативни средства со кои броел човекот и кои се најлогично објаснување за бројот 10 како основа на декадниот систем. На крајот да го повториме ова што го научивме преку решавање на една задача која често можеме да ја најдеме низ збирките со задачи по математика. Колкав е збирот на броевите од првата десетка? Наједноставниот начин да го направиме тоа е да направиме парови од броевите од првата десетка. Односно, собираме 1 плюс 9 кои прават десетка, 2 плюс 8, 3 плюс 7, 4 плюс 6 и бројот 10 кој самиот представува полна десетка. Што значи имаме 10, 20, 30, 40, 50 и овие 5 единици 55. Што значи збирот на броевите од првата десетка е 55.